Жените и децата најчесто се жртви на семејно насилство. Семејното насилство не е нова појава, но од неодамна е препознато како општествен проблем. Под семејно насилство се подразбира малтретирање, грубо навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психичко или физичко насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв. Ние имаме оваа година околу 17-18 кривични пријави. Загрозување на сигурноста е тоа каде што жртвата се чувствува загрозена за незиниот живот и тело и за животот и телото на незините деца, малолетни деца у овај случај. Значи, ние како полициски службеници постапуваме по член загрозување на сигурноста од Кривичниот закон. Клучна слабост во превенцијата и заштитата од семејно насилство според невладините организации се постоечките институционални капацитети за грижата, поддршката и третманот од семејно насилство. Жртвите од Штип и регионот добиваат бесплатна правна помош во невладината ЕХО. Жртвите и понатаму пријавуваат во невладините организации. Ние се трудиме да ги охрабриме да издржат во тој циклус низ судските лавиринти, да завршат постапката за заштита од семејно насилство. Дел од нив се упатени од центрите за социјална работа кај нас. Значи, се уште има случаи што се случуваат и што стануваат за затворени врати. Навистина на жртвите им треба многу најпрво охрабрување за да можат да се осудат да започнат постапки и да ги завршат и да се ослободат од семејното насилство. Им треба психосоцијална поддршка најмногу, им требаат шелтер центри. Во пресрет на 16 дена светски активизам за борба за човековите права, Советодавната граѓанска група на општините Штип и Карбенци денес по 11 пат заседаваше на тема превенција од семејно насилство. Денешнава седница на Советодавната граѓанска група има очекувања да сублимира, абсолвира соодветни заклучоци од досегашната меѓуинституционална соработка, утврдените протоколи, потреба евентуална за нивно дополнување на доградување и се разбира предлози во функција на унапредување на состојбите, односно намалување на оваа појава, превенирање пред се, во функција на побезбеден живот во заедницата, поквалитетно општество и така натаму. Инаку целта на денешната седница е охрабрување на жртвите да го пријавуваат семејното насилство, а институциите здружени заедно да превенираат и да придонесат за намалување на оваа појава.